По објавувањето на веста дека рокот за аплицирање за субвенции е продолжен за уште еден месец, земјоделците се опуштија. Ги нема повеќе гужвите пред подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Делчево, иако се уште е голем бројот на земјоделци кои ги немаат поднесено барањата за субвенции. Од подрачната единица велат дека независно што е продолжен рокот, земјоделците треба навреме да си ја завршат обврската. Ги известуваме земјоделците дека рокот за поднесување барања за сточарско и растително производство и за другите мерки кои се предвидени во програмата за директни плаќања за 2015 година е 31. Нема да има пролонгирање на рокот, па затоа ги замолуваме сите земјоделци во предвидениот рок да дојдат да си ги пријават своите производства за директни плаќања за 2015 година. До 15 јуни е и рокот за поднесување на барање за произведено и продадено овчо, кравјо и козјо млеко во периодот од 1 јануари до 30 април 2015 година. Во овој момент се поднесуваат и барања за директна поддршка за сточарите, односно за произведено и предадено во млекара, кравјо, козјо и овчо млеко. Поддршката е 3,5 денари. И тоа се за месеци јануари, февруари, март и април 2015 година. Рокот за поднесување е до 15 јуни. До сега во подрачната единица во Делчево барање за субвенции доставиле 1400 земјоделци, а минатата година бројката била 1800 земјоделци од Делчево и Македонска Каменица. Првично врската за поднесување на барање за субвенции беше до крајот на мај, но поради големите гужви кои се создадоа, Министерството донесе одлука рокот за аплицирање да биде продолжен до крајот на месец јуни.